Улица Ленинова 15, втор пат. Во минатата емисија се сретнавме со Томе, сопственик на стан од 135 метри квадратни, кој прво побара да се оспособат 45 метри квадратни простор користен како подпокривен магазин. За потоа да се договориме дека ќе се работи целиот простор со цел да се изработат 3 единици станови кои ќе се оспособат за издавање. Локацијата која е ептен центарска на Боемска улица во близина на паркот е идеална за оваа намена. Само требаше јас да излезам од бунарот и да го способам овој простор кој за решавање нималку не беше едноставен. Да се поврзете на една инсталација со 3 нови бањи, 3 кујни и да создадете 3 стана во простор кој многу ограничува со постојната конструкција и оджаците работени од пред 80 години во зграда заштитена од градот не беше едноставна работа. И беше добра лекција за повеќето мајстори и мои асистенти кои тука се провртеа. Како така? Срушивме се. Се расправавме сите заедно како на пазар, што може, а што не може да се стори. Издидавме нови зидови, дефиниравме простории кои не беа во првичниот план, туку онака како налагаше просторот. Поставивме нов систем на вентилација кој обезбеди доток на свеж воздух во простории во кои некој пат нема да може да се отворат прозорците. Обезбедивме инсталации кои дозволуваат 3 стана да бидат самостојни единици. Не посетија инспекции, соседи, љубопитници, за да видат што толку се работи и конечно добивме простории за кои се уште никој, освен мене, не знаеше како конечно ќе изгледаат. Обично дозволувам и слушам предлози. Но тука, кога видоа дека јас мафтам со раце и со нозе и се пенам за да објаснам, едноставно сите решија само да слушаат и да работат она што ќе им се каже. Искрено и мене од време на време ме фаќаше страф од целиот зафат. Но немаше назад. На просторот се уште работите беа во градежна фаза, а јас морав веќе да мислам на следните чекори. Набавив ламинат во Quickstep кој треба да го поставиме во стан 2 и 3 и дефиниравме светилки во Манекс. Сега треба да се испланираат сите останати нешта, па може време да му раскажам на некој како всушност треба да изгледаат становите на крајот. Што се изгледа освен мене, никој жив друг не знае што таму се случува. Рушевме што рушевме, зидавме што зидавме и сега состојбата ни е ваква. Значи, иззидани ни се овие тука зидови и го формиравме нели ходникот. Така, направивме отвори за да обезбедиме влез во 3 стана. Првиот стан ни е најмалечкиот, каде што ќе ни остане, ќе препланираме нивната постојна кујна, таа црвено-сивата. Дали ќе правиме нови вратички или не знам. Тие црвените плочки многу ме нервираат на пот, така што ми се чини дека ќе треба и овдека да се помине целото тоа со сивите. Во оваа соба, поново посакаа телевизорот наместо на оваа позиција да стои тука, за да овдека можат да стават еден постојан клик-клак, плюс фотелја некаква или нешто за спиење, значи да биде за тројца. Ете така. Значи тоа е едното, комплицирано, ама тоа е. Бањата ни е таа што ја дефиниравме уште минатиот пат, сега санитарија нели треба да набавиме. Тројката ни е некако најјасна од аспект на тоа што треба да се случи таму. Она што ми текна да направиме во овој вториот дел за гардеробирање е да го искористиме токму тој простор. Меѓутоа не да ги препланираме нивните плакари што пеа оттека, туку да се обидеме да направиме ние некаква како американска одаја. Ќе ги искористиме и гридите. Ете така, и гридите се да се искористи за тоа. Тука вториот клик-клак треба да им се појави. Ова име таа старата гарнитура со масичка, трпезаријата, значи тука се планираме. И кујничката ни останува на истото место. До сега кај имаме тука стигнато. Прозори ставивме, иззидавме, треба да боиме и ги изведува инсталациите за вентилација. За вентилацијата, да. Добро, значи она што останува за тебе да го преправиш, доправиш и така натака, да го препланираш е вториот стан. Така. Значи вториот стан предходно имаше поинаква бања, сега малку е стеснета, значи таа ни е веќе дефинирана како изгледа. Овдека треба тука да се појави една гарнитура, некаква Г за седење. Овдека да се појават плакари. Да се види од нивните постојни, повторно, каде ќе стигнат. И овдека треба да се испланира една кујна со трпезариска маса и пак да има некаква шанса за уште едно лепо. Значи тоа ти го оставам на тебе.
Добро. Овој тука зид ние што сум го срушила претходно, сега треба, нели, си останува тој, само треба да се отвори врата помеѓу Кон двете просторија, значи тој зид не останува. Добро. Дефинитивно. Епа тоа е. Ти некакви прашања во животот дали имаш? Моментално немам. Ами попатно ќе се појават некако. Тогаш ќе си прашам. Ќе си се јавуваме. Добро. Сега за сега не. Сега за сега тебе те оставам на терен да се справиш со остатокот од месторите, а јас месторите ќе одам да бирам и да објаснувам за медал и се што треба. Добро. Додека таа доцртува и додека се планираат остатокот од нештата, во станот може да завршиме со дел од работите. Во просторот во кој претходно живееја, гредите беа обоени во црно, што многу ми се бендиса и прво нарачав и во третиот стан да се престругаат и да се избојадисаат сите греди. Исти вакви имаме во секој од становите, така што практично сите ќе ги пребојат. Само прашањето ми е да бидат сјајни како таму, дали треба лак, всушност. Ово е црн лак. И бац, на 3 кила ставljam Така? кило бац. Аха. Он е сеан, колко добиват сеан. Добро. Зад зидовите работата е полесна. Светлите бои може да ги работиме на лице место, додека силните ги нарачувам. Нели сиво кафена, так, неутрална. Мојата. Светлата боја во тројката нема да биде доминантна, иако најголемиот дел од станот ќе биде во неа. Бидејќи во него треба да ја испланирам старата гарнитура, решив главните ѕидови во тројката да бидат црвени, но не толку јаки како во стариот стан, туку како длабока тулеста нијанса на црвено. За единицата, бојата што ја одбрав е светло-зелената, како боја што веќе ја имам и во бањата. А за вториот стан, комбинацијата е сиво-сина со бела. Всушност, во секој од становите, без разлика каква е бојата, може добро да изгледаат во просторот, бидејќи просториите се сеедно интересни, со истакнатите црни греди. И кога веќе сме избоиле, може да го поставиме и новиот под. Merinos во Нью Йорк. Merinos во Париз. Merinos во Истанбул. Merinos во цел свет. Турскиот бренд Merinos е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Merinos, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Открите ја едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола. Ова мене ми се личи како најлесниот дел од целиот простор.
Тебе да, меѓутоа мене не. Тебе не? Целиот простор ми е искршен. Искршен ти. Да. Кој други на два да не ги видам. Ја мислам дека тие се малце полесни. Да. Ајде. Да се договориме за скалите, бидејќи ти уште не ги обработи. Дали можеме, мислам, дали е добра оваа кошулка и припремата за да се направат во ламинат? Не. Не? Не, затоа што Добро, плочки, готово. Затоа што ситуацијата е таква што е многу криво и многу е грбки, а со плочки може да се исправи. Добро, ќе продолжам со плочки на бањата. Еве сме тука број 2. Велиш полесно, не? Добро, да, Полесно не е толку искршено. Така. Сега. Значи што ќе правиме со овој дел тука? Сега ќе извадиш таа деската, ну? Добро. И ќе се ставиш со ламинат од вратата навак. Значи целиот дел Со тука. тоа што? Овдека имаме дел ламинат, има таму и дел што е изваден од овие тука простори што беа. Значи идејата е најмалата таму со ова, најмалиот стан да се намести со овој ламинат, а овдека да проложиш со тој. Ламинатот што се поставува во третиот стан е на нова кошулка. Правецот можевме да го избереме, затоа што од обете страни на просториите имаме прозорци и плюс се кровни. Во двојката подот е делумно оштетен поради рушењата и новите кошулки, па затоа требаше прво да се коригираат, а потоа да се постави и ламинатот. Подовите ни се готови, планот завршен, време е да избереме врати. Одиме во Мега. Барам. Значи барам натрешни врати и ги гледам сега сите натрешни врати. Оти на дворешна ставивме, джамови ставивме и сега спасавме до вратите. Значи гледам таму од другата страна, видов со джамче има тоа што ме интересира е значи самиот квалитет. Каква е вратата, кои димензии ги има? Така, составот на крилото на овој тип на врата е медиафан со дрвена рамка, целиот е оквирен. Добро. ПВЦ фолија, со тоа што имаме иноксни шарки, брава, значи комплет касата која што оди во неколку димензии, значи оди една димензија која што може да се подеси да покрие димензија ако е 10-ка каса, покрива димензија до 14-ка, така да 14-ка покрива до 18-ка, 18-ка до 22-ка ширина на зид, 22-ка до 26-ка ширина на зид, така да може и 30-ка ширина на зид да биде покриена со 26-ка каса. Значи тие се извлекуваат странично по 2-3 до 4 сантими, така да заоблени се первазите се со заоблување, благо заоблување. Да, добро ги гледам и така на изглед ми изгледа фолијата дека е многу јака. Фолијата е квалитетна, убава. Има иноксни лајснички на самата врата како декорација. Да. Така да се изгледа симпатично, ефтин и модерно така. Фино. Ме интересира лева, десна, дали треба да знам? Не мора да, значи на самото место на монтажа се одредува дали ќе биде вратата поставена лева или десна, тоа самиот мајстор одредува. Одлично. Значи касата си се монтира и на лице место му кажам дека да се отвори. И последно што ме интересира е следното. Значи наместо вашата брава, оваа одличната, мене ми треба на 3 од вратите да поставиме брава со клучалка, некоја ја што ќе купам. Може да се направи замена, значи може обичната брава да се замени со брава со цилиндар, така да нема да има никаква проблем. Што се однесува до мене, толку што да ја видам белата, како изгледа. Која е ова, за каде? Така по димензија? Од каде? Од ова? Да. Ајде, Види со ништо, има една стеклена врата. Јана со вратите налетува на проблем. Ова се решава многу брзо.
Ги поставуваат вратите, ни испорачаа и нови перуази и сета работа завршува брзо и квалитетно. Бидејќи е подготвен целиот план, го викнав Горан од Мебел Марија за да се договориме што треба да сработи во станот. Еве го Горан, првиот стан што јас и ти работиме, тоест ние и вие. Сега работава не е баш едноставно. Значи се работи за еден простор кој што се раздели на 3 стамбени единици. За тебе прво ќе ти ја покажам најкомплицираната којна што треба да изработиш, тоа е ова. Комплицирано причина што имаме греди дрвени што се појавуваат низ целиот простор и ќе треба да кроите на лице место. Веројатно ќе треба. Ќе кроиш, што ќе правиме. Ќе треба да биде подлавока изгледа. На фрижидерот ќе треба некое место да го најдеме. Не знам ни дали баш вака ќе изгледа како што тука сум ја нацртала. Ќе измериме. Да, на лице место. Второ, имаме едно гардероберче тука што треба да го сработиме. Значи пак ќе користиме греда. Сето отворено, една полица со оклаги и фиочки или полички наоколу. Некој ходничен елемент. Тука има една као поедноставно којниче малецко. Сега она што најверојатно нема многу да ви се допадне, меѓутоа мора да се сработи, е што дел од мебелот кој што беше порано во просторот каде што живее, треба да се препланира. Значи плакари постојни, знаеш што сакат да се супер. Треба да се сецка, да се прави, да се доправат хаптери, чела, не знам што ќе излезе на крајот и ги имаме таму во друг стан, вистата зграда, и ќе треба да ги качиме, па да ги премериме, да ги видиме, па да ги скратиме и да ги собереме. Исто и за постојната којна, елементи пола имаме таму, пола долу. Ќе ги собереме и ќе ја направиме нова којна. Што треба да се доправи, ќе се доправи. Ете така, јас ми те израдував. Ти треба? Да? Некој прашање има? Не, таму лице место ќе измериме, ќе видиме што како. Така, ти ќе одиш по мерки, јас само што материјалите да ти ги кажам, значи сакаат сјајно да биде нешто, демек таласка и таласка готовите медијатани. Да, едната е капучино со црно, тоа е во големиот стан, другата бело со сиво, црни плотни и така. Друго, плакарите им се постојни бели, така што лесно ќе биде тука со бела иверка, другото ќе се работиме и така. Накнадно се договараме. Ќе се договараме дополнително, ти на мерки, јас по друго. По 10 дена пристигнаа со првите парчиња. Решија да сработат прво кујната во двојката, која демек требаше да биде супер лесна, ама секој пат има некое проблемче. Сега, прашањето ми е, можеш ли да го намонтираш овој на дистанца од 16 овој, до него тој за аспираторот? Добра? Да. И дополнително да ја донесете оваа вертикалава да се мушне. Се измалтретираа за да донесат и апарати, бидејќи без нив ништо не може да се намести докрај. А потоа се префрлија во големиот стан, број 3. Кујната имаше еден план, кој на лице место никако не ми штимаше. И 60 кадаламе префрламе со шо? Ова што мало отсидови. Оваа 60 тука не е затворна. Да, стоиш овде. Да, и кај ќе кажеш машината? Машината треба да се допара да видиш. Овде беше. Така, така Со него други мерки зимавме. Со него друго се договаравме. За овде мислиш? Инсталациите се направени според првите шеми, понатаму распоредите се изменија 3 пати, а на лице место имам некакви нови идеи.
Ги терав 3 пати да ги преместуваат и превртуваат нештата, најмногу фрижидерот ме нервираше, затоа што со Томе се решивме тука да стои големиот, постојниот, кој некако секаде ми беше премногу габаритен. На крајот договоривме една шема и немаше бегање. Се склопи. И требаше да се земат нови мерки, бидејќи во подпокривниот простор е сериозно тешко однапред да се испланираат и висечките елементи и маските околу фрижидерот. Во спалната имаме легло, но е без грб. За да делува целост, му ставивме заднинска даска на која ќе се обесат 2 наткасни. Спроти креветот забележав дека има простор за работна маса, па тука се направи едноставна маса со полички. Ке се опреми и гардероберот со фиокари, полички, еден постојан плакар и оклаги за обесени алишта. Малата кујна уште прави проблем. Им дишам во врат додека работат се мислам околу деталите. Постојните ѕидови се криви и тоа им задава мака, а постојната кујна во првиот стан уште не е гибната и плакарите се уште не се качени. Во третиот стан нема инсталација за парно грејење, бидејќи едноставно немаше доволен капацитет постојната, па затоа тука поставивме електрични панели. Монтирани се речиси сите светилки. Сите се LED, што ќе биде од голема важност за сопствениците, и сите се вградни, што дозволуваат безбедно користење без да се плашат дека некоја ќе биде искршена. Бањите со отворени туш кабини ќе добијат паравани и пракча. Освен таа во единицата, која веќе е во дупка. Истасуваме до деталите, до потребата која ја почувствував од давање душа и разиграност на просториите, а тоа го правиме заедно со Весна. И сега, бидејќи се станови за издавање, не сакав да ми носат скапи слики едно, друго, трето, туку повеќе сакав ти да ги оживееш. Тоа мислев тука нешто да се појави, таму можеби малкуцка во спалната ти ќе процениш дали ни треба или не. Имам една слика од едно штанија што сме го правила. И сега овие се лепенки на зидот. Буварчиња, ама се многу тешки за лепење. Да. Мислам дека се полесни за цртање. Епа нешто така, например, две тука, едно таму, можеби сега не знам за спалната ти самата, ќе видиш да се прошарови, што леткаат наоколу, баш можеби да направат. Веројатно со црно ќе треба, зашто што е црвен. Имаме црно. Да, имаме слика да црно во сите станови благодарение на гридите. Црно дефинитивно. И мислам дека е еднобојно. Не мора да се врзуваме со златова, можеби утре нема да го има, тоа има постојан невол што го искористуваме сега тука и тоа е. Блуварчиња за разлетен простор во подпокривот. Во другите простории таа ќе исцрта нешто по свое. Стасуваме полека до крајот. Украси на зидовите ќе имаме, ни треба и украс за подот од Тепих центар. Ми направо на овие новите. Да, тоа е новата колекција. Немавте Да, овие се сега стигнати, тоа е една од најновите колекции. Многу супер. Колороидни. Весело. Да, во сите можни бои, додуше и така се викаат мултиколор, значи има бои за секого. Да. Кој сака малку подвечливо, најубаво ќе му биде. Освежување во целиот простор. Значи, точно нешто вакво сакав да имам во становите.
точно во еден од нив, оти му треба разигрување во боите. Сега гледам дека и таму има некои тоа е варијанти. истата колекција, ова тука е во помала димензија. Како се за одржување? Тој е полипропилен влакно кое не задржува флека, значи многу лесно се усисава. Со текот на времето, значи може да се испере и во домашни услови, може да се испере и на хемиско, така да Добро, сега има и екипи онакви по дома што доаѓаат. Да, на лице место. Така А пошто ти е за издавање, така да мислам дека е многу практична работа. Ваков има голема димензија? Има, значи во различни димензии, ова е најмалата можна варијанта, 80 на метро и пол, има метро 20, метро 70, метро 60. 2,30, 2 на 3. Добро, мене еден ми треба. Добро, од сите тие ќе најдеме димензија што ти одговара најверојатно најсклодно нешто. И тоа ваков. За едниот стан ќе биде ова, бидејќи се работи за станови за издавање, ова ќе биде многу Тоа е добро тоа. решение. Да, нема зошто сега тука свили волни да им носиме. А пак ќе биде многу декоративно и убаво. Гледам Да. и таму има едни округли тепихчиња ќе ми требаат за другиот стан. Да, има и округла варијанта на теписи, така и да. они имаат некои веќе вакви постојни, може и тука да се. Можно е, Така значи. ми изгледаат само во црна варијанта, Има, црно-бела. да, црно-бела е комбинација. Завршивме работа. Назад на терен ми истекнуваат нови работи. Ни донесоа даски со кои сакав да се затвораат гредите кои претходно беа во рамки на еден зид, кој сега го нема и бидејќи се две паралелни, не е лошо да може да се искористат, како полица. Бидејќи сите беа зафатени, тоа го сработивме јас и Јана. Може баш и не е идеално, ама од нас е. Секој ти искушиш некаде и ти одиш у плафонот и направиш дупка. Како зап да вадиш, ти текне? Ми текне, како не ми текне од прошлиот живот. Кој рече дека со штикли долги ногти и со фустанчиња не се работело? Еве ви доказ, кога ќе запнеш, се можело. А ние може да ја нарачаме и последната работа за становите, за да може да функционираат целосно. Гарнитури кои треба да може да се пренаменуваат и за спиење. Штоф, едноставност и функција. Јас сум во Федом. Браво, девојче. Браво. Хајде сега. Хајде. Да ми покажеш Веле. се што треба да ми покажеш за нашите два стана. Пага на апартмана. Ти кажам, баш тоа се изгледа ова. Да. Ова има такава гарнитурата, значи како што може да се види, се во 4 неправилни форми, 4 елементи као фотелје, значи фотелја, агол, чеиз, значи овој дел се вика чеиз пошто е најголем. Комбинации секакви, значи може да се направи. Нешто интересно во ова што можеш да ги додаваш и да го направиш така баш многу големо. Значи зависно значи од просторот на клиентите, значи кој што каква потреба има. Ова е презентација на Ова е презентација мини гарнитура на такава, кога ќе се спојат сите 4 елементи значи во агол, добивате као брачен кревет за спиење. Сега овој дел, значи вака како се направи, да, како што е сега моментално вака поставена. Со што значи може да речеме да биде во овој тип вака, неправилни форми као два поединечни двоседи. Да. Значи може да бидат да речеме пример 3 елементи вака, па странично као една поголема фотелја. Боите исто може да се менуваат, значи како што може да се види дека се во 4 бои, со што значи може и повеќе бои, се зависи значи од желбата на самиот клиент, да. Сега и вкусот и потребите. Конкретно ова совршено би се вклопило во еден од апартманите, кој што не е најголем, меѓутоа таму клиентите инсистираат нивната стара гарнитура да се појави, значи не остануваат два други кои што се помали пак. И затоа ќе ни треба нешто малце покомпактно и полесно за ротација. Добро, ова е принцип значи поголема гарнитура, може за комбинација, сега значи ако евентуално нешто такво им треба, значи може тоа да те представам кјушиската. Ајде, значи таа е поедноставна. Поедноставно здравје. Да. Ајде. Ева, ова е кјушиската. Фотелја, значи која што моментално е вака склопена,
као повеќе варијанти за правење као единичен лежи за спиење и као мини гарнитура. Ајде. Кушеската дефинитивно е добро решение и за двата стана, а за гарнитура најверојатно ќе изберам или гемини или бомбон. За некој ден, кога стасаа и гарнитурите и фотелите од федом, веќе помирни, во фаза на чистење и крајна подготовка на нашите станови, преминуваме на завршните детали. Ја отпакувавме гарнитурата за седење во вториот стан. Таму нарачав гарнитура која многу лесно се комбинира, затоа што е составена од само неколку елементи, како и сите нешта во федом, и ова е супер лесна за комбинации. И за нас најважно, мултифункционална. Во секој од становите има доста работа. Од томе земавме доволно украси и сликички, но имаше и парчиња мебел кои ги набавив, а требаа да се склопат, испланираат и наместат. Секоја од просториите полека добива лик. Ходникот во тројката ќе го долепиме со тапет, затоа што треба да служи и како место за закачување палта, па ова е најлесен начин да не го валкате зидот. Откако ги завршивме становите, јас ги пуштив Томе и Весна да ги доподготват. Има се што треба да има еден простор и за издавање и за живење. Но секој од нив треба да се дополни со апарати, садови, постелнина и се што понатаму ќе им биде корисно за добра функција. Го сретнав Томе неколку дена подоцна. Симфонија на осветлувањето. Егло. My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Югоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алпле Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Югоекспорт Стил. Патијана оваа врата да
чекам. Ајде, благодарам. Во вашиот стан, јас тука ѓомите колку и да се преселам уште малку. Па повели. Па повели, да. Ќе ти дајме виза. Добра. Повели. Влези. Сте ми разместили. Ми се допаѓа, да. Ќе се раскомотиш прво. Па да, или за качалка се стави. За качалки, пази да не ми го сториш што тоа фали. Овде е топло сега. Супер функционира и вака. Парно си. Да. Убаво е. Да ти кажам, ефтен кукле. Овие што доаѓа, нели, лиценца се договоривме да добиеме за станов. Тројца, две женски беа и овој еден дечко, многу го бедиса. Овој? Поготово овој. Сите три, ама поготово овој, и ми дадоа 2 звезди. Од можни? Две? Штета што не даваат поиша. Имала 1 и 2. Така ги категоризирале, не знам, општинари, бе. Во бањата се снаоѓаат? Да, бе. Да, бе. Тоа што изгледа дека е ниско. Да. Бањичката? Бањава ли? Кукла е. Бањава кукла, како успеа да ги средиш, да ги сместиш сиве овие работи? Алалдера. Ај голем човек го бере таму. И покрај тоа што дека изгледа дека е ниско. Многу. Да. Ај чекај, јас излезам па да те пуштам тебе малце да... Сепак е вратата за еден. Да, за еден. Јас да сум шлангест, ама. Шлангест си, добро да. И којничево супер излезе и покрај тоа што јас си мислев дека ќе треба да се менува заради боите таму, тука. Демек викам, кај сега уште сиво со црвено, ама супер. Прекрасно. Ефтене, баш убаво, шарено купува и има овде има најсекси светло. Тука се е на своје место. Амбиент, целосен. Супер. Значи тука обезбедивме колку ќе има? 3-4 места за спиење, така? Да, 4 места за спиење, таму една помошно легло се, како кој сака во една цена е све легло. Се заедно. Да, и локацијата ефтенти е одлична. Имаме, ако сакаат кафани и ресторани во близина, да, ефтена можеме да ги комбинираме со доручек, не мора повеќе наши да... Да, што викаш, овие за излог може да им бидат. Јас да се топ направени се сведено угол, ама е. Так. Добро, и оваа собичка и вака може да функционира и лесно може да ја адаптирате ако ви треба за двоен кревет, да има доволно место. Ова е добра што се прави фотелја, може да биде и за седење. Убаво и ова, сега купатилце во овдека. Или бања, што би рекле по-вашки. Бања е по-нашки. Супер. Мене ми се допаѓа. Ево најголемкото, со вашиот мебел. Ова е ефтена елеганција во стоење сега. Супер светло од пробата. Ми се допаѓа што има многу светло. Да, знам дека мислите дека се малку, ама дека е кробна светлината. И со нова којна. И омилената боја на Весна, црвената. Да, па мораше да се вклопи некако со останатиот мирот. Мораме да исполнам понека желба и да женаме. Да, по некој или секој? Боја. Мене ми асоцира на друго, да душово сега. Ти не се прашуваш во моментот, мора беше битна. Ја кога зборам со незе на телефон, вака се зборам. Мирно? Мирно и така. Разбирам? Разбирам, да. Ајде спалничата со мојот омилен гардеробер. Да. Спалничка е као кутивче. Кутивче, супер. Баш сте сите што стана кутивчиња, онака. И овој простор е тен добар излезе, многу сум задоволна. Овој простор, што да ти кажам, вакво нешто... Само по филмовите. Само по филмовите. Што вика черка ми ова по-американски. Ефтен амерички. Овака кога се направи... Биле гардероберите. Да, ама реално вака се направи првично, заради тоа што нема место за класичен гардеробер, нели? Ама кога се направи, викам, стварно не ни требаат ни иверки, ни ништо, тоа е еден тон материјал без потреба. Купатилото, ќе гледаме сега? Ќе гледам бањата, да. Да, најголемата баничка. Банјата си е... Топ, супер е. Супер. Голема е, конопна, таман. А иначе види? Добра. Хера. Така ќе се викаат и апартмани, бе. Сапунчето на апартманите најдено. Ова како оригинал за вас да ги праве, а? Оригинал,
Сега само вакви. Сега ќе мора да ги рекламира овој, кој знае кој се, кај го нашла жена. Не знам сигурно по името, сум сигурна дека го видела. Ама именјаци, да. Одлично. Јас да си одам више. А зашто? Да седеше на едно кафе? Да не ги јачам становиме пред време, инаку. Добро, чекай малце, само да не забориш Мантулов. Ау, да. Абе, виенска школа, бе, шо ти се каже, бе, овие тука што ќе доаѓаат, бе. Абе, нема да им се излегуе. Не, так. Ето са се овие. Деваца, не. Да. И нека ви донесе свеќа многу. Чао. Чао. И се надевам дека ќе работиме уште станови за издавање за контент. Очекував нешто сосема, што би рекле, нормално. Не да не е ова нормална работа, меѓутоа, од она што јас го имам во главата како продукт крајен да го добиеме, со она што излезено е сосема различно. Ива ни даде една супер, одлична идеја како тоа да го направиме и го направивме, како што може да се види од еден стан 3 излегува. Рачунаме да ги издаваме 3 помали стана, значи еден 30, еден 40, другиот тамо 50 квадрати. Го објавивме тоа на овие страници што се за издавање, за букинг и ќе видиме како сето тоа ќе делува. И видоа, веќе доста гости поминаа во Хера апартманите во Скопје и јас им пожелувам уште многу посети. Во ниту еден момент не би сакала никој да заборави од каде почнавме. Еден стан, и еден магазин, кои прераснаа во целосно демолиран простор и потоа прераснаа во ова, во кое може да уживате и вие и гостите на Хера апартманите. Уживајте во новиот простор на Ајде дома и следете неповторно следната недела во 14:35 на Телма телевизија. Ако не успеавте да ја гледате оваа емисија целосно, погледнете ја репризата во 12:20 часот во сабота.
во следната емисија на Ајде дома. Од темно во светло, од старо во ново, без значајни градежни промени. Премиера на Ајде дома во недела 14:35 на Телма телевизија.